Буџетот на општина Гостивар за 2021 година доби зелено светло од Советот на денешната седница. Општинската каса тежи 1 милиарда и 120 милиони денари, односно околу 18,3 милиони евра. Споредено со годинава се бележи зголемување од 4,5%. Предвидени се повеќе пари за капитални инвестиции, изградба на канализации, за заштита на животната средина, а се воведува и нова програма за поддршка на проекти на Советот на млади. Карактеристично за буџетот е зголемување од околу 4,5% во споредба со годинава. Во основниот буџет пак зголемувањето е 14%. Важно е да се напомене дека неголемиот дел од инвестициите ќе бидат реализирани токму од основниот буџет, средствата што ги обезбедува општината. Ставката за проекти за заштита на животната средина се зголемува за 50%. Ќе се реактивира Советот на млади, за чии проекти и активности се издвојуваат 1,2 милиони денари. Колку е реален овој буџет зборуваат протоците од изминатите 3 години, со реализација од над 95%. За буџетот гласаа и советниците од опозицијската ДУИ. Тие критикуваа дека се направени нереални финансиски проекции од кои граѓаните нема да имаат никаква корист. Координаторот на советничката група Шпатим Џелили истакна дека сепак гласале за буџетот, за локалната власт да нема алиби за неуспесите, односно да не ја префрла вината кај опозицијата. Jemi sot para jush për të njoftuar opinionin në lidhje me Секоја лоша работа има и по нешто добро. Доброто во овој случај е што ова е последниот буџет предложен од овој градоначалник. Немаме намера да правиме дневна политика, фактите говорат дека оваа власт лошо управува со општината во изминатите 3 години. Кога зборуваме за буџетот за 2021 година, се планира дел од капиталните инвестиции да се реализираат со заеми. Но како и претходните години ќе се направат ребаланси поради недоволните капацитети и ништо нема да се реализира. Во програмата за поддршка на спортот, клубови и спортисти поединци за следната година, општината предвидува вкупна сума од 9 милиони денари. Програмата за стипендирање на млади таленти има финансиска рамка од 400.000 денари. За поддршка на културата пак планирани се 2,8 милиони денари.